Ова утро се наоѓам во објектот на кинотека во Детскиот ликовен центар Скопје, заедно со професорот Хари Манчев, да зборуваме за отворен конкурс за деца, каде што можеа да направат интересни декорации или предмети од отпад. Позадина се наоѓаат дел од нивните креации, детски креации, верувам со помош и на родителите. Конкурсот веќе е завршен, на 26 ноември ќе бидат доделувањето на наградите и ќе бидат изложени сите овие предмети кои ги гледаме позадина. Добро утро до вас. Добро утро. Дали имаше доволно заинтересираност оваа година со тоа што ова е традиција? Сега, бидејќи споро работат, оваа тема малку поспоро се работи, ние очекуваме од странство, значи подосна ќе добиеме до 20-25 ноември, така да ќе ги вклучиме. А исто и дел од Македонија исто очекуваме уште толку творби поеќе да испратат од Македонија, бидејќи конкурсот е даден на сите училишта во Македонија и во странство. Да, значи може да се приклучат деца, односно ученици од основните училишта да учествуваат со направено дело од отпад. Исто така и тие што не ќе може да донесат на нашиот компјутер, на Детски ликовен центар, maimунче@gmail.com ни праќаат фотографии. И тоа повеќе фотографии од сите страни, така да ќе избереме, комисијата ќе избере, значи, што ќе се извадат фотографии од земјата и од странство и тука ќе очекуваме околу 200 творби да бидат изложени. По кои критериуми ќе се добиваат наградите, односно ќе се оценуваат делата? Па, ја како организационен секретар не можам да кажам во име на комисијата. Комисијата утре ќе во 12 часот, може порано или малку подосна ќе изврши селекција и ќе додели, значи, награда за најдобро групно дело, дали од основно, дали од средно училиште, се едно е, а потоа и за прво, второ и трето место за индивидуално, односно поединечно остварување. Колку сте задоволни од годинешните творби кои ги направија учениците? Еве, уште очекуваме се, може, ја сум оптимист дека секојаш они минута до 12 што се вика ги праќаат творбите по карго, по пошта и директно овде, така да ќе имаме уште толку, верувам. Уште стотина творби. Која година поред се организира веќе? Ова е 15-та мал јубилеј во соработка со Евроекопак, компанија која што не поддржува, со која што прво почнавме градска изложба, па државна републичка, па меѓународна се овие години, неколку е од меѓународен карактер. Дали од година в година се зголемуваат делата и учествата на училиштата и учениците? Па, некогаш варира, некоја година зависи кога е, мислам, зависи од, бидејќи ова е редовната настава се многу зафатени, така што тука и менторите нешто им помагаат, нешто родителите може помагаат, меѓутоа ќе се гледа оригиналниот израз. Која е целта на овој проект? Целта е во соработка со Евроекопак да се укаже дека сакаме да живееме во здрава и чиста животна средина, со тоа што дека и тој отпад што пред да се фрли, а е чист, во секое домаќинство може да се употреби за некое оригинално ликовно дело, дали е поголемо или помал формат. Имаше ли услови што се може да се употреби? Условите се дадени, сите услови ги дадовме, пропозицијата ги дадовме, си знаат. Тродимензионални, има и релјефни слики, ликовни дела, исто од отпадни материјали, така да ја покажаа креативно. Можности и дури да комбинираат и со бои и така натаму, зависи од креативност. Да, можат и гледачите да забележат, барем овие дела кои што ги имаме тука во моментов се искористени пластични шишиња, капачиња, неразлични, кажавме, картони од отпад, се што можеле децата да направат, да изработат. Да, верувам дека сигурно имале помош од менторите, бидејќи има доста креативни. Пред се менторите се и тие се главни и секако има и родители кои што се надарени по ликовната уметност, така и може
и те им помогнале. Меѓутоа не знам се комисијата ќе каже што и како ќе биде. Да, рековме на 26 ноември ќе се одбира, односно комисијата ќе гласа и ќе ги додели наградите. Кои се наградите? Па наградите ги доделува компанијата Евроекопак Скопје, што ќе одбере, ја не сум во таа можност, меѓутоа веројатно ако дојдете вие тогаш да снимате, ќе има представници од Евроекопак, тие ќе ги доделат тие награди. Добро, ќе видиме на 26 ноември, да, ќе видиме кои се наградите кои што ќе ги доделат. Се надеваме дека ќе присуствувате. До секако, доколку имаме прилика, ќе го проследиме и тогаш настанот. Целта е сега нели да пренесеме пораката, да се учествува доколку можат во овие неколку дена до крајот на отворениот конкурс, бидејќи рековте неколку дена може да се пролонгира, затоа што цела Македонија се. Да. Од странство ги добиваме по мејл, по електронска пошта. Електронска пошта. Јас ви благодарам за одвоеното време. Исто благодарам. Убав ден ви посакуваме и што повеќе рециклирани дела да се само да кажам дека после ова најдобрите 20 на 25 ликовни дела ќе бидат изложени не само тука сите ќе бидат 200 дела изложени, очекувам да бидат толку. Ќе бидат потоа неколку дена ќе биде изложбата тука, потоа во Сити Мол ќе биде изложени најдобрите дела, ќе бидат 25 дела ќе бидат изложени во Сити Мол. Благодарам за одвоеното време и за ова. Благодарам.